Итар Пео Стале Попов. Каков бил Итар Пео? Покажувањето на очевидци кои никогаш не го виделе Итар Пео бил ваков. На слика низок, шишкав, со голема глава, одоколу бричена на средето кинеско перче. Со широко испупчено чело, со големи широки уши и големи воловски очи. Со дебели образи, широка уста, шеплес нос, со надолу наведнати рунтови мустаки. Нозете му биле криви, па и макли и што се вели за кај коњите. И куси стапала, мечкини раце, доста куси, но доста дебели во прстите. Широк во плеките, дебел, а кус во вратот. Од облека Пео носел на главата бела валаница, капа слична на арнаутско кече. Широка бела кошула, опашана преку половина со сиџимка. Градите и зиме и лете му биле разградени, но заштитени од студот од честите и дебели влакна. На нозете носел волнени бели гаќи на голо место, та да не ја стега сиџимката со која ги врзувал и да не го глода по колковите. Повеќе ги придржувал со десната рака да не му навираат под колено. Зимно време носел истуткани чорапи и свински опинци, а лете одел бос само по опинци. Одел од кол на кол и во снегот си правел пат со колениците. Спиел по зајачки со отворени очи, а кога јадал, ја кривел долната вилица, наместувајќи ги залаците на другите здрави заби. Каков бил Пео во умот, ќе ни го представат приказните од оваа книжка. Облак. Две-три прилепски бежиња разбрале за итроштините на Итар Пеа и таман дошол Пео во Прилеп на пазар, го нашле на Ано и за да го насамарат му рекле: ајде Пео да се обложиме дека не можеш да преседиш ноќеска на керамиди. Ако преседиш, ќе ти дадеме 100 лири. Било зима и многу студено, та бежињата си мислеле дека Пео не ќе се согласи на облак. Па иако се согласи да остане ноќеска на јасникот, нема да остане жив. Арно ама, Пео го заскокотка ребрата за 100 лири и си вели: стопанка му, јас сум сиромав па сиромав. Ако останам жив, ќе речем збогум на сиромаштијата, а ако умрам од студ, па ќе се спасам од неа. Кога да видиш, жив, умрен, па на ќарке сум. И реши да се обложи со бежињата. Го качи ноќта на една куќа на керамиди. Ни сакаме, ни гуне, ништо не му дадоа да си земе. Тресе вилици Пео, тенџере клинци и плочи цела ноќ. Нели пукна зора, се осамна, достиска душа, не умре. Кога дојдоа изутри на бежињата, за чудо, Пео евети го каде мртка на керамидите. Слезе кутриот се подрастрча нагоре надолу да му се пуштат дамарите да се подзатопи и им отиде да им ги бара парите. Овие не баре се зачудие па му велат: абре Пео, како остана жив ти ноќеска? Може би навали оган на керамидите или што? Пео почна да се брани и им вели: море ни оган запалив ни ништо, туку давајте ги парите, не играјте си мајтап со мене сирома. Не брате, бежињата сакаа да измрдаат од облогот, а Пео сака да си ги земе заслужените 100 лири. Почнаа да се расправаа: бре си се греел негде, бре не си ни видел оган? Не си се греел? Бре јок, рече Пео. Најпосле му падна на ум на едно од бежињата и го праша Пеа: а мич нигде не виде оган ноќеска бре Пео? А бре агачко, видов таму негде во планината под Крушово, таму оттаму довде колку е далеку. А, повикаа сите бежиња во еден глас. Ти си се греел, керата цела ноќ, па сакаш од нас пари да земеш, а? Ај сиктер од тука да не ти ги скршиме коските. Што ќе прави Пео сиромав? Си кинеска, си заплака, се греело 30 километри далечини. Но што ќе прави? Кај е сила, нема правдина. Оди време, оди, дојдоа истите бежиња на лов во Мариово и ги донесе ѓаволот и во Пеовото село. Бре ош, бре држ, Пео ги пречека како што се пречекуваат бегови. Но му падна на ум нивната подигравка, па си смисли да им врати мило за драго. Ке ги вика Пео денеска наручек. Тие одве дочекаа муфте ручек, се надеваа дека ќе падне и раки, и алва, и најмногу од се белки Пејовица е млада и да ги послужи. Па дојдоа кај Пео,
се вртка, се штутка Пео, домакине, носи ракија, кафе, излегува на набргу да види дали е готов ручекот. Помина 20 часот, ручекот уште не е готов. Помина едниот, па двата, па трите, се стори ужина, ручекот од Пеа никако да втаси. Абре, керата Пео, зошто не го носиш ручекот? Прашаа бежињата. А Пео се насмевна под мустак и им вели: уште малку, агачко, уште малку. Бежи и излегува почесто да види дали е печено телето. Така ги излага дека ќе им пече телето. Најпосле им се стемни на бежињата, ги сви цревцето за јадење и станаа да видат каде се пече и каде се вари ручекот. Кога го прашаа Пеа каде е ручекот, тој ги зеде по него и им вели: елате да видите, и ги однесе во градината под една топола. Под тополата навален оган, а нигде нема ни котел да вари, ни ражен да се врти, ниту пак нешто да мирисе на манџа. Каде е телето бе? Се разлутие бежињата. А Пео едва го дочека прашањето, па им вели: него котелот од телето, им го покажа со главата на врвот од тополата. Туку уште малку не е доварено месото. Бежињата се налутија и почнаа да се готват да го маваат што ги излага. Па му вели едното од нив: кога се видело и чуло брекерата на врвот од топола месо, а под тополата оганот да се вари? Ами како се греев јас беже, од прилеп, а огнот од крушев. Парите пезевници ми заедни, зашто сите ќе ви исколам. Им се пофали Пео и го извади од чорапот својот анџар, со кој си го тераше тромото магаре. Видоа не видоа бежињата ги одврзаа кесињата, па му дадоа на Пео 100 лири и си тргнаа глад. Та дури во прилеп. И трпео момок кај попот. Во наше Мариово многу убави обичаи има. Еден од нив и до ден денеска се задржал и е многу арен. Например, кога ќе заколе некој домаќин свиња, ќе им донесе на соседите по едно парче удина, малку црн и малку бел дроб колку за внуш и благослов. Со здравје да си го јаде домаќинот крмакот. Во старо време овој обичај бил уште поарен за поповите. Секој домаќин му носел на попот по едно парче мевце, дробче, па и по некој главче паѓало. Арно ама, кога ќе го заколе попот крмакот, требало да го повика целото село на ручек или на вечер. Кога бил Пео момок кај попот, тој намислил да измрда од овој обичај. Да не ги вика селаните на ручек или на вечера, та решил да се посоветува со момокот и да го праша што ќе рече тој. Пео го разбра попот што сака, па му вели: лесна работа, дедо попе, еве што ќе направиме. Ќе ја заколеме свињата, ќе ја изчистиме, вечерта ќе ја обесиме на чардакот да видат селаните кога ќе се враќаат од работа дека утре ќе јадат поповски курбан. А ти ќе ја скриеш преку ноќта некаде и изутри на рано ќе викаш дека некој ја украл. Речено сторено. Ја заклале вечерта свињата, ја обесиле на чардакот и оставиле ноќта да се олади. Само носете и ги пресека. Селаните кои помине оближи се. Утре ќе јадат пресно месо од поповиот крмак, а што е најглавно, ќе сркнат и од убавото попово винце. Пео пак, уште вечерта кога си легна попот и попадијата си стана, си ја зеде свињата цела и си ја однесе дома. Ја суреди убаво и се врати на местото каде што спиеше. Кога се разбуди пред зори попот и отиде на чардакот да ја скрие свињата, шипинки. Ни свиње не трага. Му отиде на Пео, го затресе за рамениците и му вели: море, Пео, стани, свињата некој ја украл. Пео се затркал, се прозевна и му вели: така треба да велиш, попче. Прво мене треба да ме убедиш дека ја украдоа, па после другите селани. Попот се лути и вика: Пео, се едно исто. Така треба да велиш, попе. Што ќе му прави, го остави, нека го носи ѓавол. Но барем реши добро да го изнате. Каква мана му најде не знае сиромашкиот поп. Го натера да ги стави нозете да се варат за ручек и таман Пео мрдна некаде попот дојде. Ја извади од тенџерето едната нога и ја скри некаде дома. Да му најде кривица да го тепа и да го напади без рука. Арно ама, кога се врати Пео, погледна во тенџерето и види дека само 3 нози има. И се сети дека попот ја има извадено едната нога за да го натапа.
Бргу отиде Пео во кочината, кај што лежеше другата свиња на попот. Вака со ножот ја подсеше едната нога и ја фрли во тенџерето. Попот пак се подразмисли и види дека Пео не е многу крив за случката, ами тој самиот си направи за да не им даде на саланите од свињата. Се врати назад и ја пушти земената нога во тенџерето. И сега од една свиња се варат 5 нози. Кога седнаа да ручаат, пробуричка попот со лъжицата и виде 5 нозе, па му вели на Пеа: "Море, Пео, колку нози има една свиња?" Пео се сети и му вели: "Море, попе, колку нозе има 2 свињи?" "Море, Пео, колку нозе има една свиња?" "Море, попе, колку нозе има 2 свињи?" И се така, дур попот не каже колку нозе има 2 свињи. Пео не сакаше да каже колку нозе има една свиња. И кога попот рече дека 2 свињи имаат 8 нозе, тогаш Пео извика: "Ах така, да си ми жив, попе. 5 нозе во тенџерето, 3 свињи на свињата во кочината, токму 8. Иако не му беше мило, се насмеа попот од срце и го напади Пеа од дом, ама му плати за сето време што го служеше. Итр Пео и гостилничарот. Пошол Пео една сабота на пазар во Прилеп со своите мариовци и излегол в чаршија да се прошета и да разгледа. Се запрел пред една гостилница. Вриеле тенџериња со разни манчи. Му потекле слините на убавата миризба, ама немал парички да влезе да повечера. Затоа си извадил од торбата едно парче лебец и отишол кај тенџерињата и почнал да си го топли лебецот на парејата што излегувала од. Та така поомекнат почнал да се грицка од него. И таман сакал да се истави од тенџерињата, почнал гостилничарот да му вика однатре: "Еј, побратиме, камо пари што си го натопи лебот?" Пео се зачуди што му побара пари кога не сркна ниту една лажица од манџата, но гостилничарот истрча надвор и го грабна да го тресе и да му бара пари за парејата. Пео почна да се брани и да докажува дека нема зашто да плаќа, но овој го нападна и му рече: "Ќе платиш како попче што си го натопли лебот. Ако не беше оганот по тенџерињата, немаше да има пареја. А за оганот се потребни дрва за кои јас сум дал пари. И затоа сега ќе ми платиш или ќе ти удрам 200 стапови." Виде Пео дека направди на ќе јаде ќотек и почна да мисли. Па наеднаш ја погледна својата сенка од вечерното сонце и му вели: добро, ќе ме удриш, ајде земај го стапот." Гостилничарот изнесе еден голем стап и сакаше да го налегне Пеа за да му ги удри 10 стапови. Но Пео го фати за раце и му вели: "Удри, побратиме, удри, ако сакаш и 100 стапови по мојава сенка, зашто ако не сум овдека немаше да ја има и неа." Сите присутни сладко се насмеа и го пофалија Пеа, а гостилничарот го викна во гостилницата и го навечер од најсладките манчи поради мудрата Пеова одбрана. Дошол друг пат Пео кај гостилничарот и си порачал една ваганка манџа да си појаде. Кога се наручал Пео, дошол гостилничар. Си ја зел ваганката и лъжицата и му побарал пари за манџата велејки: "Побратиме, некни ме измами ти и не плати ништо. Си го натопли лебот на парејата, а сега не можеш да мрткаш. Давај го грошот ваму." Гледајќи го Пео како си ги собира ваганите и лъжиците, наеднаш се присети на некаква досетка и го извади грошот. Но, наместо да го удри со раката на гостилничарот, тој удри силно од масата и веднаш си го зеде назад и си го тури в джеп. "Мене грошот, а ти земи си го звукот од него, зашто и ти си ги прибра ваганките и лъжицата." Кога гостилничарот почна да протестира што не плаќа, Пео го потсети на понапрежниот случај со парејата, па му вели: "Да не беше мојот грош, немаше да има и звук." И пак измрт од плаќањето. Итр Пео, мариовците и дождот. Го навредиле нешто Пеа саланите и тој почнал да им готви одмазда. Одело време, фатиле некои дождови со недели и месеци, сонце не се појавило. Та саланите му се обратниле на Пео за совет како да престанат дождовите и да се појави сонце. Пео се сетил за навредата и си рекол: "Аха, сега ќе ве сошијам јас вас за навредата", и почнал да ми зборува: "Ти, ама будали селани бреј, таа работа е многу лесна, само ако сакате да ме послушате.
Сакаме, сакаме, Пео, како не? Во еден глас извикале селаните. Ако сакате, слушајте што треба да направите. Изнесете ја сета слама и сено од плевните и во еден ден запалете ја. Ке се дигне дим до небо, ке почне да го штипе Господ за очи. Тогаш тој ќе ги растера облаците и ќе го пушти сонцето да ја огрее земјата. Па се разбира, ќе престане и дождот. Селаните одве го дочекале овој Пеов совет и уште утредента постапиле по него. Си изгореле целата сламичка и сенце, та зимата им изумрел сиот добиток за храна. Така им враќал Пео мило за драго на сите што го наградувале и што си играле со него, па не ги штедел дури и своите селани. Мариовци кршоборци. Тргнал Пео со група селани в планина в Борино. Арно ама, никој не понесол секир. И кога дошле во планината и ги побарале секирите да сечат, сите почнале да се жалат. Но тука бил Пео да ја нареди на работата и почнал да ги советува. Знаете што, браќа? Еве што ми тек на мене. Јас ке се качам за боров и ќе го фатам за врв. А вие фаќите се еден за друг за нос. Првиот за мојве се разбира. Од нашата тежина борот ќе се искорне и ние ќе си го однесеме дома. Цел и ќе си го поделиме. Лошо ли ви викам? Се качал Пео на борот и го фатил за врвот. За неговите нозе се фатил еден од селаните, за него друг, за овој трет и така редом до последниот. Борот го наведнал врвот, но далеко бил од корнење. Тогаш Пео подвикнал одозгор. Држете се, браќа, добро да си плукнам од рацете за да земеме троа сила. И го испушти врвот, па сите селани се нашле на земја еден врз друг. Пео паднал врз селаните, кои мошна си испребиле. Некој скршил нога, друг рака, а еден и ребрата и почнал веќе да умира, а Пео па го теши. Што се смееш, пријателе? И јас си го удрив коленцето. И станал те си отишол дома да им раскаже на жените како се бере Борина без секи. И Пео му вади зап на селанец. Еден од Пеовите селани го заболело зап. Кај ќе оди да го вади ако некој пеа? Отишол да го праша. Знаеш ли ти, Пео, да вадиш зап? Знам, како да не знам, одговорил Пео. Од тоа полесно дали има? Само ти седни на столчево и биди мирен. И му го подаде смрековото столче со 3 нозе на кое беше превртена на средината дупка, за да си ги закачуваат жените вртешките кога вијат основа или јаток. Седна селанецот, а Пео се засука да работи. Наостри еден кол и го забоде во земјата пред селанецот. Потоа исука еден дебел конец и го врза едниот крај за колкот, а другата за забот на селанецот. Се заврте зад него и зеде една игла бабушка, да полека го боцна од дупката од столот, а забот остана на конецот. Фаќајќи се селанецот за боцнатото месо, да вика. Ти, колкав корен имал овој зап. Дури долу ме заболи. Си отиде задоволен од Пејовиот мајсторлак. Уверен дека коренот од забот бил долг дури до дебелото месо и дека болките од иглата се болки од изводениот зап. И Пео, мариовците и маглата. Тргнал Пео со своите мариовци за прилет. И уште до планина излегле по ридот Будимеш. Таман се јавиле да им прогледа градот и полето, се истрчали и се качале на една висока карпа. Кога се опулиле под карпата, им се видела целата падина до селце како бела. Што ќе биде ова чудо? Се запрашале еден со друг мариовци, но никој не може да даде точен одговор. Тогаш Пео се направил важен па им вели. Ту, бре мариовци, глупи мариовци, зарем не гледате ли дека планината е полна со волна? И уште Пео него ни рекол убаво зборот, еден рипнал од карпата во маглата да собере што повеќе волна. Рипнал и пропаднал се кремни се. А Перо им вели на другите. Што стоите преслепци? Не гледате ли дека оној ќе ја собере целата волна? Штом го слушнале мариовците Пеа, се изнарипале во маглата и скременисале. Дури тогаш и Пеа му текнало дека другарите му се искременисале и почнал да им се смее од озгора. Ти, бре, се искремениса, мариовци за пуста волна. Рибина чорба. Тргнал Пео еден петок со своите мариовци на пазара. Одејќи така патен, видел една бара во која имало доста риба.
па бидејќи бил петок, не се мрсало, решил Пео да направи ручек со риби. Но барата била длабока и рибите не се фаќале да ги испече Пео, та така почнале сите да јадат лепи кромит. Пео си вели како на себе: и ова не е право. Гледај риби и јади кромит. Па како да се присети нешто, скокна одместо, ја извади лъжицата од торбата и им вели на другарите: лъжиците пред другари, не гледате ли колку риби на чорба има пред нас, а ние јадеме лепи кромит. И сам седнал до барата и почнал да срка од водата во која се префрлале сладките мренчиња, крапчиња и други разни риби. Селаните го послушале и се наредиле сите околу барата, да се насркале од убавата и сладка рибина чорба. Питер Пео и турчинот. Спечелил Пео некое време и маска и гордо стргнал на тој пазар со жито како мариовски чорбачи. Арно ама, и маската како стопанот била уловка. Клоцала, касала, а неголема мана и била таа, како и сите други маски што не се водела. Ја дотерал некако Пео до некаде и ја фатил за огломнината да ја води, но таа толку се тегнала што просто морал да ја влечка по него. Му здодеало и почнал наглас да ја колне. Муц, волко да ти изеде. Да рече Господ златен да се потурчиш. Влечкал така колнал, но назад од гордост не се завртувал. Кога навртал долу во полето, го настигнале некакви турци и незабележливо му се приближиле од досада. А Пео се си вика: муц, волко да ти изеде, да рече Господ турчин да се сториш. Го слушнале турците и полека ја изоглавил еден маската, а другите отерале и друго стана се со жито. Турчинот што ја изоглавил маската си го навртал оглавникот на вратот и од кога видел дека маската ја отераа другите, почнал толку да се тегнува наназад што Пео морал да се сврти. И кога погледнал, што да види? Неговата маска навистина се претворила во турчин. Застанал Пео како скаменет, се свртил спротив сонце, ја симнал својата валаница, се прекрстил и си рекол: сполај ми ти, бре Боженце, зашто ми е слушна молитвата да можам и на турчин да појавам. И му се завртал на турчинот да го јавне. Овој почнал да се брани, но Пео го притегнал со оглавникот, го ретнал поребра со ластегарката, го изгазил убаво и го скроти. А овој видел дека лесно може главата да ја изгуби, та застанал. А Пео го јавнал по сите мариовски правила на јавањето, го потерал и право во прилеп. Кога влегол во град јаваница на турчин, целиот град тргнал по него, а тој го дупи во врвот со ластегарката и вика: муц, муц, волко да ти истури. Јавајки вака низ шаршијата го забележале неколку заптии. Го симнале од маската и го собрале да го тераат кај кадијата. Но Пео цврсто го држи оглавникот да не му побегне. Излегол пред честитиот кадија и Пео искрено му раскажал како е колнал маската и како Господ му е слушнал молитвата. Та рече дека тоа е Господова работа и што е тој тука крив што го послушал Господ и што јава на турчин. Кадијата го слушнал и турчинот на кој начин станал Пеова маска и му пресудил. Па решил да се врати на Пеа со маската и со зажитото и да му платат 1 лира денгуба што го задржале од работата. А ако не, турчинот да остане Пеова маска.